А сега е време за гости, како што ви најавив и на почетокот. Првиот гостин на нашата Искра е доктор Љупчо Николов, специјалист по травматологија од Аџибадем Систина. Добро утро, добре ни дојдовте, доктор Николов. Искра, добро утро. Добро ве за тебе. Ке ми дозволиш ли на почеток да го прашам, доктор Николов, како ние... Затоа што имаш олкова блуза, ке те дозволам. Ти благодарам, знаеш дека не се предавам до крај на Василица, која беше централен настан во моето детство и јас многу ја сакам Василица. Си дозволив и денеска да бидам новогодишна. Сакам да го прашам твојот гостин, за нас, тебе, мене, Слободанка и останатите кои сме на ова столче по 3 часа, колку го мачиме рбетниот стол, доктор Николов, кога вака 3 часа седиме на вакво столче, колку го оптеретуваме? Доволно долго да има проблем после тоа. Да. Адекватното седење и секоја работна обврска која што врзана со долго време на седење, бара да бидете внимателни. Зошто? Неадекватното седење има кумулативен ефект на рбетниот столб и на мускулатурата. И обично првиот симптом е болката. Значи на реклами вежби треба да правиме, треба да станеме и да правиме вежби. Апсолутно. Ова е она карам те керко да шикај се снао, некој друг да слушне дека ние всушност се мачиме. Така е. Така е. И ова е мачење своевидно. Повелете, јас ќе уживам во разговор. Да, ќе уживаш на твоето столче 3 часа, да. Ќе правам вежби с кришум. Докторе, добро утро, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Како што веќе спомена Сузе, денес ќе се фокусираме на рбетниот столб, значи дека подисправено. За почеток општо, што е она што секој еден од нас, со оглед на тоа што секој еден од нас го има рбетниот столб, треба да знае за него? Па вака, рбетниот столб, како што сам сега кажавме, дека е столб на човеково тело. Тој е тој кој што ни овозможува и му овозможува на човекот стоење, движење. Не прати од моментот на раѓање, раст, развој, богами и старење. Сите тие периоди во животот се пратени, како и останатите делови од локомоторниот систем, нели, со одредена проблематика која што сакале или некеле не прати во животот и е дел. Така да има неколку интересни факти кога е врзан проблематиката рбетот. Прво е доста честа. Има статистички епидемиолошки податоци кои што велат дека повеќе од 80% од популацијата во светот барем еднашка во својот живот ќе се пожали на болка, најчесто долно грбна, слабинска болка, крстна болка или како што вели во нашиот народ ишијас ме фати доктор. Одредени факти исто така говорат за големата честота. Литературата опишува меѓу 0,9 до 1,6% од 100.000 луѓе. Кога ќе земете прогресивно, тоа е огромна бројка на луѓе кои што имаат проблем. Болката во рбетниот столб представува причина број 2 во светот за да се јавите на лекар. Она што е многу, она што е многу интересно е што не е проблематиката на рбетниот столб или болката врзана само за возрастните луѓе. Се повеќе и повеќе имаме пациенти кои што се трета декада, четврта декада, петта, значи збориме границата дека се спушта. И интересни факти има статистички кои што велат дека на прво место за отсуство од работа и користење на боледување е токму долногрбна болка или болка во вратот, ишијас или нешто така слично, што е пак врзано со... Добро да се знае која е причината за отсуство од работа. Да. А исто така представува едно од на прво место причина за рана работонеспособност, посебно кај млада популација под 45 годишна возраст. Особено со телефоните, како си го позицијата како што и преска нели прашавте, седење, лежење, нели онаа комуникација на телефон. 2 часа дека возат и невнимателно возат и зборат на мобилен. Сето тоа има кумулативен ефект на човечкото тело. Има уште еден податок што ми споменавте, што особено интересен за нас, а тоа е дека жените се посклони кон повреди на рбетниот столб. Да, не конкретно како повреди, меѓутоа проблематиката или инциденцата е сама по себе. Зошто? Најверојатно заради посебно тоа се истакна таа разлика меѓу мажот и жената, односно половата разлика е 3:1. Значи на еден маж 3 жени имаат
инциденцата е поголема. Дали може би затоа што сме повредни, повеќе работиме? Потоа отвори вратот, може би. Медицината тежно е да биде прецизна, иако се мултифакторијална, Да не меѓутоа тежно е да шпекулираме, биде, значи. да. Тука е голем фактор остеопорозата. Женскиот пол, на жалост, после четвртата, петата, односно циклусот и менопаузата, оној хормонален дисбаланс, е една од поголемите причини зошто таа инциденца кај женскиот пол е поголема. И едно исто така интересно е тоа што токму овие остеопоротични скршеници па се едни од лесно да ги превидите промени на рбетниот столб кај пациентите. Тие се посебно поради тоа што анамнестички ни еден пациент нема да ви каже паднав, се удрив, не знам, било собраќајка. Не, него напротив. Тие остеопоротични скршеници настануваат на наједноставни движења. Седнување, станување, може би малци комично ќе звучи, насмеење, накивање. Значи, наједноставните секојдневни кои што не би ве насочиле да мислите дека ќе има проблем, може да биде во таков случај проблем. Конкретно во вашата пракса, да се префрлиме во Аџи, Бадем Систина, кои се вашите најчести пациенти, кои имаат најчесто проблеми и какви се тие проблеми? Можам да извам две категории. Ајде, нешто што е поинтересно, а тоа е кај помладите, да зборам втора, трета, четврта декада од живот. Најчеста причина се проблемите болка, е доминантен симптом, без разлика на возраста. И тоа вработени во IT секторот, кои што работат долго време пред компјутер, во несоодветна положба и све, но мислам дека позадината на нивниот проблем е недостиг на физичка активност. И тоа е и во литературата потврдено дека основен проблем е намалената физичка активност. Неспортување, неадекватно седење, лежење, значи сето тоа врз кај младата популација. И втората популација, значи да не се залажуваат без разлика што постојат секакви столици веќе удобни, да не се залажуваат, сепак седењето си го прави свое. Апсолутно. Меѓутоа сето тоа може нашето тело да го компензира доколку најдеме време за себе во текот на денот и одвоиме барем 45 минути, час време за физичка активност. Макар и пешачење. Нашето тело, рбетниот столб како столб е се во ред, меѓутоа му требаат мускулите за да може да функционира, иначе ако имате слаба мускулатура, тешко дека ќе издржи рбетниот столб да биде понатаму. Така да, втората група тоа се повозрастните и тука се најчесто дегенеративните, односно процесите на старење. Против природата не можеме. Забот на времето, така му доаѓа. Точно така, адекватен термин. И едноставно не можете против природата. Значи, тие се двете главни групи, но она што сакам да потенцирам дека и едната и другата група, и нашите, предпоставувам, и гледачите сакаат да знаат дека поголем број, дури 70-75% од пациентите кои што имаат проблем со рбетниот столб, кичмата, се лекуваат конзервативно. Кај нас постои една табу размислување, леле немој да идеш на лекар, кичма, ќе останеш инвалид, не знам така, и предпочитаат првин да одат на... Ќе легнеш под нож. И предпочитаат првин да одат на масажа, во наводници, местач, железничар, значи сите тие работи. И влечач, така ми спомнавте уште еден термин. Има влечач, тие се оние термини кои што ги користат, екстензии и сето тоа. Сето тоа има логика доколку првин се јавите на лекар, видите што е причината за вашата болка, што е, дали е анатомија, дали физиологија, значи треба да погледнете, а потоа можеме да разговараме за сите овие. Да, вие ми споменавте дека токму проблемите, болките во рбетот се едни од најзанемаруваните болки, преку кои што мислиме дека ќе помине, така. Да, ќе помине и само оставаме промаја времето, лошо спиење, промаја е многу незгодно, многу незгодна болест. Убива промајата, нели? Пострашна болест. Значи прво нешто што треба да се направи при каква било болка на што ќе почувствуваме, треба да се помине, треба да се дојде на лекар. Доктор. Но од друга страна, сигурно и вие знаете, ние сретнуваме луѓе кои што се да речеме многу задоволни од такви местачи. Велат многу ни помално ги препорачуваат на други. Апсолутно. А дали кај вас во вашата пракса доаѓаат токму пациенти на кои што им се искомплицирало поради одењето кај Токму и затоа сакав да кажам дека
И покрај недовербата или табу темите кои што постојат, би советувал секој пат првин да се консултирате со специјалист, со лекар, да се направат соодветните исследувања, значи тоа е радиолошки моменти кои што ќе ни дадат многу увид за адекватната состојба. И имаме пациенти, тоа е помал број, и токму заради тој помал број инсистираме да дојдат први на лекар, а потоа можеме да разговараме за физикална терапија, бања, масажа, киропрактика, но идејата е да видиме што е. Немојте да ги прескокнуваме тие. Тоа е редослед кој што треба да го запазиме, иначе нема никаков проблем сето тоа. Тоа е дел од терапијата на пациентите кои што имаат проблем. Меѓутоа, заради тој мал дел на пациенти каде што постои голема можност да превидиме, превидите не се добри. Затоа што доминантен симптом е болка, меѓутоа болката може да биде причината од многу работи. Инфекции на рбетниот столб, тумори, примарни, секундарни, кои што се сериозни проблеми и ако ги оставите и не ги следите, Нема да сериозно поминат може сами од апсолутно. себе. И што е еден момент, топло препорачувам, кога боли и кога има мака, нека се смири телото, нека се одмори, па потоа да се оди на масажа и на физикална терапија. Не кога боли не поминува. Ви требаат медикаменти, лекови. Лековите, односно симптоматолошката терапија е прва кај ваков проблем кај проблемите со кичмат. Многу често се случува, нели, пациентите се жалат, боли докторе, пијам од лекот, ама лекот не делува, но, нели, комшија, пријател ќе препорача друг лек кој што е феноменален и веднаш кога помина, сакам да кажам дека најголемиот проблем кај лекувањето симптоматско и аналгетика е дозата во суштина. Не типот на лекот, затоа што најчесто се истата генерика на лекот, различен производител. Меѓутоа идејата е доза. Потребна е да има доволно доза, концентрација на лекот во крвта за да имаме покриеност, купирање на болката. А болката е таа која што ве носи да одите на лекар. Не дали е искривено, дали нешто е проблем, него болката. Кога ќе ја спуштиме, таа болка веднашка има ефект. Значи, покрај аналгетика, да, вежби, вежби за зајакнување на стомачна мускулатура, грбна, сигурно, веројатно знаат, планк, вежбите се Йога вежби. Да, одлични. ама тука сакам да ве потпрашам, затоа што постојано слушаме, напротив, кога се има болка, дека треба да се мирува, обично или се легнува на рамна површина. И ме зачудивте кога рековте дека препорачувате, напротив, препорачувате физичка активност. Но каква? И што ако боли? Да, значи основен критериум е дали ќе вежбате или не, или ќе продолжиме е болката. Мора да се купира болка. Значи болката мора да ја смириме. Тоа е предуслов за се понатаму. Затоа велам вежби и физичка активност, физикална и бања, кога ќе се смири болката. Тоа значи првин одмор, медикаментозна терапија. Значи не додека трае болката. Не додека има. Значи не помага активноста кога имате акутна болка. Тогаш значи треба лежење Треба на да се равно. обезболи. Лежење на равно, позиција на страна со свиткани колена, колк да се олабави. Да се најдеме позицијата кога Така е, како што не адекватно. боли, така? Така е. Меѓутоа, затоа да речеме, одреден број на пациенти не одговараат на терапијата која што ќе да или имаат пролонгирана болка. Тука постојат многу современи можности кај што ние можеме да им помогнеме, а тоа се апликациите на кортикостероиди, односно антиинфламатори, анестетици, аналгетици или типови на блокади кои што ги вршиме. Тоа велите дека за да се добие време, така? Па да, во одредени случаи да. Што добиваме со добивањето на време? Па вака има многу ситуации кои што можеби еднаш или два пати ќе ги имате во животот и болка и наредните 10-15 години да немате никаков проблем. Тоа не е причина вие веднаш да идете на операција. Затоа кај нас во медицината има строго апсолутни индикации за операции. Тоа се сите оние пациенти кои што веќе имаме невролошки испад. Што значи тоа? Нас не интересира моториката. Доколку немаме движење, ослабување на движење, тоа се веќе сигурни знаци каде што ниедно од лекарствата веќе не помогнува, него треба да се прави оперативна интервенција. А овие пациенти кај што велиме да добиеме во време, зошто? Тоа се пациенти кои што долго време имаат мака со кичма. Постои оној психолошки притисок на операција, тоа е голема работа, тешка работа, кичма е сериозна. Ајде да пробаме. И во принцип и во литературата пишува кога имаме
хронични случаи на болка и проблем, треба да ги исцрпиме сите можности конзервативно, затоа што едноставно и пациентот психолошки созрева со проблемот и сваќа дека кога веќе ќе направите све, сите методи се превземе, веќе не останува ништо и се психички спремни и верувајте ми дека тогаш имаме и најдобри ефекти. Зошто? Затоа што не би требало секој пат на првата болка избор веднашка да биде оперативната интервенција. Не, напротив, секој пат треба да се проба без. Последна варијанта. Затоа велиме имаме методи кои што можеме да ги обезболиме пациентите. Под тоа се вика перирадикуларна терапија, каде што под действо со помош на рентген, тоа е еднодневна интервенција, доаѓате, трае отприлика час, час и половина, адресираме и аплицираме лекови точно на местото каде што имате проблем. Ефектите се меѓу 70%, 80% во литература, што е одлична. Имаме комбинации во кои што користиме радиофреквентна аблација за блокирање на нервни импулси. Значи, постојат многу техники и методи кои што многу може да им помогнат на нашите пациенти токму во симптоматологијата. Но дури и да дојде до операција, Да. рековте многу е важно каква Апсолутно. операција, затоа што веќе постојат минимално инвазивни, така? Да, во светот се повеќе и повеќе техниката и технологијата оди напред. И ние И мораме кај да го вас, фатиме, така е, да. чекорот и ние го водиме. Тоа се зависи нели нормално што е етиологијата и причината на проблемот во со орбетниот столб. Да, една широка палета покрај овие што ги кажав минимално, ајде кажам, инвазивни процедури, затоа што терминолошки е некако процедура, операција, кога се работи е малце проблематично. Минимално инвазивни и ендоскопски процедури. Ендоскопските значат навистина разликата е има и семантика, но во принцип минимално инвазивните значи со минимално како да кажам оштетување на ткивото да добиете максимум. Најчесто се тоа еднодневни, дводревни оперативни интервенции. Тие најчесто ги работиме кога станува проблем за дискус хернија на едно ниво, во прашање протрузија, односно екструзија еднострана. Значи, си има точно определени индикации за секој проблем, кој тип на интервенција. Секако, оние проблеми на орбетниот столб кои што се врзани со скршеници, повреди каде што имаме невролошки испад пациенти, во склоп на политрауми, мултитрауми, на жалост тогаш обсежни операции се прават. Некои од тие обсежни операции траат и многу време и сето тоа, меѓутоа тоа е единствен начин да поправиме, да задржиме позиција, да стабилизираме орбетен столб, да му овозможиме на пациентот и после операција да има квалитетен живот. Не само квантитет, него квалитет на живење. Оно што мислам дека со тоа можеме веќе и да финишираме, велите дека мора да се научат да сватат пациентите кои што имаат мака со грбот, со орбетниот столб, дека треба да го променат начинот на живот. Така е. Што подразбира тоа? Тоа подразбира навиките кои што ги имаат нашите пациенти, на жалост, кога им објасниме што све треба да сменат, тоа во суштина доаѓа некој пати многу напорно за нив, велат не можам да издржам бидејќи треба за 180 степени да се свртат. Што значи тоа? Од некоја неактивност треба да појдете во активност. Си бара од еден диететско-хигиенски режим, да смените некои навики, буквално од седење, стоење, легнување, станување. Кога велиме спорт, пешачење, велосипедизам, пливање, да ви станат дел, не да биде целно, него дел од секојдневното живење. Само така, со физичка активност, имање на ум дека во случај на проблем, на болка, испочитувате го правилото, консултирате се првен со лекар. Не значи ако појдете на хирург дека првата опција секој пат ќе биде. Тоа е разговор меѓу пациентот и лекарот и треба да биде фокусирано лекувањето и врз личните потреби, индивидуалните потреби на пациентите, бидејќи не сите пациенти имаат исти потреби. Така да би требало да биде фокусирано, али во секој случај активност и движење. И уште два битни моменти што веројатно никому не му се слуша тоа. Едното е дебелината, дека и
Многу влиеме, голем Апсолутно да. ефекти. Да. И алкохолот. Алкохолот, дебелината, повторно ќе кажам, се фактори кои што влијаат и треба човек да внимава, затоа и велам симнувањето на килограми, вежбањето, затегнувањето на стомачната, грбната мускулатура, што вака може би лесно изгледа, но многу тешко кај пациентите да го пробиеме тој таа ментална бариера за да можат и сами себе да си помогнат, бидејќи на вистина може да си помогнат. Докторе, многу ви благодарам. Благодарам и на вашата покана. Сузана, имаш уште нешто ти? Многу имам да прашам, особено затоа што јас цело време си вежбав помалку на ова наше столче, 3-часовно, колку можев. Сакав да ве прашам, колку ни страда вратот кога ги правиме овие вежби, дали можеме да направиме со погрешно движење кога правиме вежби, да речеме ова многу крцка, ова движење многу крцка. Дали е во ред да крцка или не? Да, дека не ве плаши крцкањето. Тоа значи дека си жива. Да. Основна работа што е? Два сегменти се подвижни во рбетниот стол. Тоа е вратниот и слабинскиот дел. Значи сите наши движења ги идеме од тоа. Тоа се нормални потези, нормални движења и се. Да. Прашањето е дали е тоа мускулен замор, што е причината? Секој пат доаѓаме до суштината. Видете ја причината, видете што е и после превземете соодветни активи. Немојте на своја рака. Да. Немојте тоа да биде така лабаво. Да, затоа и кога се консултиравме со докторот дали да има гледачи, рече јас морам да ги видам пациентите, така што Апсолутно. вака општ одговор да ти дадеш, што е твоето крцкање тоа. Јас многу Ке си го мораш да слушам, поедеш иако, сузе. да, искразано жените имам некаде прочитано, кои често пати вака, ја фаќам оваа позиција додека сме ставени на фризер, знаеш, вака кога ни ја мијат косата, дали тука многу страда вратот и кичмата ако сме Во долго прашање време? не е толку рбетниот столб колку што е во прашање спазам на мускулатурата. Затоа што стоите во една хиперрефлексија во оваа позиција и тогаш се затега мускулатурата. Кога сте вие во таква една принудна позиција 10-15 минути, веројатно веднашка после тоа ги чувствувате тие затегнувања и проблем да се вратите назад. Трпи керко за убавиме, што вика. Да. Сузе, ќе ти закажам кај докторот, доста ти беше веќе прашање. И благодарам многу. Ви благодарам и на вам за Верувам поканата. дека укажавме и благодарам. превениравме, посетивме многу за луѓето кои што си имаат често болка овде, болка онде, но си ја одлагаат болката. Не одлагајте, туку превземете нешто.